Главната тема за денешната емисија ни се за другите. За другите некогаш имаат црна дамка во македонското земјоделство и кај постарите важеа за задруги кои што со сила им ги зема имотите, но денес задругарството во светот, во развиените земји, па полека и во Македонија е на пат да ја смени сликата, да ја подобри состојбата на земјоделците. Само преку задругите може да се постигнат попрофитабилно земјоделство, поконкурентно, да се има поголема понуда, да се прескокнат трговците и да се планира договорното производство, нешто што е многу значајно за македонските земјоделци. Асоциацијата на задруги со ново раководство, со нови свежи идеи и ќе поразговараме со нивната нова претседателка. Еве повод за денешното гостување во Бразди и главната тема што ја наменуваме во денешната емисија за задругарството се новините кои што се случуваат на тема во областа за задругарство, а тоа е дека одскоро имаат ново раководство Асоциацијата на задруги. Неколку месеци сте на функцијата претседателка на Асоциација на задруги. Како се снајдовте? Кои се првите чекори што ги преземавте? Едно големо добре дојде за медиумите во нашава задруга, а воедно се надевам дека ова ќе биде еден од првите состаноци и се надевам дека идните состаноци ќе ги правиме во сите задруги, во делот за другите, може и во сите кои што се членки на нашата асоциација. Да, навистина треба повеќе внимание и ние како медиуми да обрнеме на задругите, бидејќи таму е еднината во земјоделството. Да, вие сте едни од најголемите промотори на задругарството и се надевам дека во иднина целосно ќе бидеме дел од сите ваши емисии, ќе имаме барем еден мал дел од вашата емисија каде што постојано ќе го промовираме задругарството. Можам да ви кажам дека како нов претседател во асоциацијата се чувствувам прилично одговорно, бидејќи пред нас имаме еден голем предизвик, а тоа е да го направиме задругарството еден од носечките стожери во земјоделството кои што ќе бидат носечки и водечки во делот на поддршката на развојот на земјоделството. Нешто што го гледаме што е многу нормално во европските, во развиените земји. Некако само треба да го пресликаме и кај нас. Нели, да се надмене тоа јас, може би се уште менталитетот, здружувањето, имаме некои работи на кои што треба да работиме, но дефинитивно правецот ни одреден. Тоа е, само треба да си го одработиме патот до таму. Еве, како за вовед, како за почеток на овој разговор и за вовед во сите овие натамошни средби кои што ќе имаме и со другите задруги, мало навраќање на целиот почеток како дојдовме до сега, до ова ниво до кое што сме сега, задругарството некако на почетокот на мускули го буткавме. Па така, првично имаше тука некои проекти во Републикава кои што работеа со земјоделските здруженија и кои првично го промовираат задругарството како нешто нормално кое што функционира во европските држави и кои што се носечки столбови не само на земјоделството, туку и на економијата во тие држави. Тоа беше недалечната 2006 година, кога и се формираа првите ентузијастички задруги, би ги рекла, за тоа што во тоа време се уште немаше никаква институционална поддршка од страна на системот. Па и регулативите не беа баш прецизни. Да, имаше еден закон кој што беше донесен уште 2002 година, но тоа беше, се уште немаше поддршка за ваквиот вид на задруги кои што се формираа врз основа на повеќе принципи кои што го водат задругарството и кои што во иднина можат да допринесат за голем развој. Од тогаш, бидејќи немаше така доволна поддршка од, би рекла, институционална поддршка, а воопшто и го знаевме уште тоа време, оној негативен контекст, се спомнеше задруга, кога се спомнеше задругарството. Денеска останаа само неколку задруги од тие кои што се уште функционираат и се за среќа се уште дел од нашата асоциација и тие се едни од многу важните за наш задруги од кои што учиме од нивното искуство и воедно допринесуваат многу за развојот на работата не само на нивните задруги, туку и на асоциацијата, која што е една централно тело за поддршка за развој на задругарството. Така. По пат увидовме и уочивме дека оној негативен контекст кога ќе се спомнеше задруга кај земјоделците, поимот беше дека задруга значи да му го земе имотот и да влезе во задругата.
се надмина некако полека. Требаше време да сватат дека тие задруги овие сега сосема други се принципите. Веќе не се одзема имот, дури доброволно се како се принципите, се пристапува со производството, имотот си е пак, имотот си останува пак нивна своина. Така. Значи, една од главните негативности кои што ствара така една одбојност кон задругарството, тоа беше поранешното формирање на првичните задруги во минатото, кога имотот се насилно се одземал и се здружувал по некој донесен закон без да бидат прашани самите семејства или фармери на тоа време, земјоделци. И денеска, и покрај тоа што тоа се надминува полека, и денеска се уште постои една друга работа, а тоа е малиот капитал кој што го имаат за другите, а воедно и различното гледање на задругарите на целта за која што е формирана задругарството. Но за среќа тука е, за тоа е асоциацијата и ние работиме сите тие работи да можеме да ги преку различни видови на обуки, информации, размена на искуства, да можат задругарите и представниците на задругите да ги согледаат и да можат да ги вметнат во нивната работа и во нивните активности. Она што многу е битно, тоа е дека самите задруги, дека самата асоциација нуди промоција на самото задругарство е од една страна, а од друга страна ги лобира за нивните интереси и права, не само на задругите, туку и на самите задругари во задругите. Тоа може практично да се, многу е важно да бидете денеска член на задруга. Зошто? Затоа што ако сакате да работите земјоделство и од тоа да остварите профит, а профитот е нешто кое што сите кои што работат сите го бркаме. Да, сите го бркаме, неминовно е денеска да бидете здружени во задруга. Тоа конкретен пример. Еве, што ако се појави една компанија од Кина и ако бара, ќе кажам, вино, и ако бара да ако се викаме ние земјоделска сме земја, како ќе се представиме на кинескиот пазар, значи мора сите, не само обичните малите фармери да размислуваат за здружувањето, туку треба да размислуваат и големите компании, винари кои што се занимаваат со кои што реално се во бизнисот, затоа што не смеете да го морате да се работувате со купувачите, да ги следите интересите и барањата на купувачите, а единствен начин за тоа е да се здружите и заеднички, преку заеднички бренд да настапите на пазарот. Тогаш постигнувате повисока цена и си ги намалувате своите трошоци за производство. Од друг е начинот на преговарање, на договарање. Еве да не идеме далеко до Кина. Ни доаѓа светски бренд во Македонија кој што ќе врши на некој начин откуп на земјоделски производители. Тој сигурно нема да рече колку имаш ти 100 кила, ајде 100 кила ќе ти го ти бара количина, постојаност при испорака, сето тоа поединци многу тешко можат. Многу е тука улогата на задругата може да дојде до израз. Точно. Втора работа, тоа е во последно време, нели откако ги надминавме сите оние случувања кои што тоа беше борба некоја за превлаз во самите управувачки структури на асоциацијата. Следно нешто што се случува е тоа што една многу добра работа, тоа е што веќе огромен број на задруги кои што се членки на Сојузот, а тоа се 48, голем дел од нив добија огромна техничка поддршка преку европскиот проект за поддршка за развој на земјоделските задруги. И сега сите оние фармери кои што сакаат да бидат дел од задругите можат, значи задругите се отворени за членство, можат да се зачленат во задругите и преку тоа да си го продадат своето производство, а и да си набават поевтини репроматеријали за да си го организираат самото производство. Тоа ние што беа скептици сега ќе видат реалноста што носи кога се членови на задруга. Што со самата техничка поддршка која што ја добија задругите се развиваат неколку убави бизнис идеи кои што опфаќаат неколку сектори во нашето земјоделство, така што сите оние фармери кои што ќе сакаат, да кажеме, дали сакаат во секторот овошје
да продадат овошје, например, една од за другите, ќе го суши овошјето и зеленчукот. Дали сакаат заеднички да настапат за продажба на свеж зеленчук, една од за другите, тоа друга за друга, тоа го работи. Дали сакаат заеднички да настапат преку доработка и на сточна храна и заеднички да ја продадат, трета за друга, тоа го работи. Значи, ќе имате вие можност да ги посетите сите тие и да поразговарате за тоа, така да сите тие се отворени за членство и секој фармер кој што сака да се зачлени може слободно да се јави во ние од 2009 во нашиот сојуз, во нашата асоциација од 2019 година ние имаме извршна канцеларија на Јордан Мијалков, која што во Скопје, каде што можат сите заинтересирани да се јават, зависно фармери, зависно кој од која сектор е, и да се приклучи на одредена... Да се добијат информации што ги интересираат. Доколку не сака да влезе во било која од формираните задруги, тогаш фармерите можат да добијат од кај нас целосна поддршка да формираат сопствена задруга. Дали со тоа ќе реализираат, да кажеме, некоја бизнис идеја за доработка или преработка на одреден производ. Да кажеме дали, еве сега сведоци сме на тоа дека голем дел од руралните жени добија огромна поддршка, техничка поддршка од јапонската влада. Доколку сакаат да добијат, да се здружат заеднички, да настапат на пазарот, можат да добијат целосна поддршка од нашата асоциација, како да формираат задруга, што се им потребно, па потоа дури можеме да размислуваме и за тоа проектно, да им помогнеме да развијат бизнис план, да им помогнеме да дојдат да аплицираат на одредена, дали тоа тука е улогата фактички на асоциацијата. Да, тоа е значи им помагаме да аплицираат, им помагаме да развијат бизнис планови. И сето тоа можат да го добијат како услуга од наша страна и значи самата асоциација е формирана со цел да им помогне да го развијат тоа и да станат еден од столбовите, да направат висококвалитетен производ и да се представат на пазарот. Една од причините и проблемите на земјоделците секаде кај што идеме, секогаш било не еден, два се пласманот и трговците. Така. Тална реченица што ја слушаме, знам да произведам, не ми е проблем да произведам, но кога ќе дојде за пласман, тука се трговците, они не оценуваат. Дали со ова практички се надминува тој јас, таа главната заработка што им ја зима токму тоа. Трговците сега ќе остане за нив, да си ја поделат во задруга. Вака, значи, во моментот трговците се тие кои што фактички и ги условуваат. Да бидеме реални. Да, и го водат бизнисот во нашава држава. Но задругарството нуди еден момент кога можете да го скратите тој ланец од самата доработка директно до пласман. Значи, ние како асоциација се трудиме да им обезбедиме бизнис средби. Во нашата соработка со другите балкански сојузи, на ниво на Балкан, соработуваме, па со нив заедно разговараме околу идни можни насоки во делот на пласманот. Дали тие имаат потреба од одреден производ или ние или да помогнат со некои контакти таму. Да, со некои контакти. Учиме од нивните искуства. Значи, дел од нив се имаат многу голема историја во делот на развојот на задругарството, така да сето тоа како информација, како можност, може да го користат не само овие задруги кои што се представниците на задругите, преку нив и членовите на задругарите, туку и сите нови кои што ќе се вклучат и кои што ќе одлучат да бидат дел од задругарството, и тоа е неминовно во иднина. Мислам, секако дека без планско производство, договорно, тоа е договорното производство е една друга работа која што сакам да ја насочам. Исто се нуди шанса преку задругата. Сега тоа веќе и го реализираме, значи преку заедно добивме една можност, неколку од нашите задруги ќе бидат поддржани со тоа што ќе направат директни средби со преработувачите и ќе имаат можност нивното производство да го договараат, ќе разговараат за квалитет, за цена, уште пред да го насадат. Да, уште пред да го насадат, точно ќе знаат кој производ и за кого го и по кои цени своја да си направат целата математика и да влезе во производство, што е реткост више. Да. Ретко кој може така нешто да постигне. Така е. Колку
улогата на државата, законите можат да помогнат и да одмогнат во целиот овој пат во крајната цел што сакаме да ја постигнеме. Видовме на самиот почеток една мерка од владата која што беше 90% субвенции како одекна кај земјоделците, дури со неверување, па дури кога стигна првата механизација со 90% уште не веруваа дека е зарем можно до такво нешто да платиш само 10% од трактора да имаш трактор. Не им се веруваше. Колку можат таквите некои мерки, а понатаму и законите и законската регулатива да помогнат и да одмогнат или на што треба во иднина да се работи во тој дел. Да, поддршките и мерките од страна на Министерството за земјоделство се клучен фактор исто така во развојот на задругарството. Она што ние во иднина го планираме, бидејќи сме економски социјален партнер на Министерството, заеднички планираме да направиме една промоција на задругарството и заеднички да го објасниме преку кои мерки ќе бидат дадени од страна на Министерството и која ќе биде нашата поддршка за другите и на тој начин да помогнеме што повеќе луѓе кои што се мали производители, кои што имаат производство, да влезат во задругите и на тој начин да знаат точно што произведуваат, за кого произведуваат и што во иднина ќе да си направат еден класичен план од производство за да можат тоа да го реализираат. Имаше попат една измена на законот за задругарството, некои од работите што се увидоа дека треба да претрпат измена, се направија. Дали сметате дека се уште има простор за некои од законските работи да треба да се коригираат за да се дојде до повисок степен, до поголеми поволности за да имаат интерес земјоделците да влегуваат во задруги? Да, една од главните активности на асоциацијата е постојано да разговара околу тоа да законските мерки кои што се донесени да можат да се имплементираат од страна на задругите, а исто така и на задругарите во нив. Со тоа што ние веќе остваривме неколку средби со Министерството за земјоделие, исто така за кои што дискутиравме за одредени работи кои што ние ги имаме забележано како предлози. Дадовме наши предлози и имаше многу позитивен став од нивна страна да заеднички го решиме тоа, па се случи и втора средба каде што заеднички со Министерството за земјоделие, со представници од Агенцијата за вработување и со Министерството за труд и социјала, сите заеднички разговаравме како да надминеме и да надоградиме одредени проблеми кои што се јавија во текот на имплементацијата додека работеа на одредени закони кои што представуваат пречка за да во делот на нашата работа. Така да еве понатаму продолжуваме со тоа и очекуваме и трета средба на која што директно ќе се дискутира и ќе ги постојано работиме на тоа. Тоа е патот, нема друг начин, мора така со средби, со лобирање. Со укажување, практично вие ги следите од терен со стојбите и укажувањата на земјоделците, што им е пречка, што им смета, што приметиле дека ако би се направила мала корекција, многу повеќе би значело. Ќе земам само некои од примерите како беше ако го предадат производството преку за другата, имаше период не им следува субвенции, па беше проблематично, па даноци, па ајде тоа се увиде, полека се надмина. Пример, пиперките ако ги дае сам како поединец, имаше многу поголеми поволности, што беше нелогично. Да, постојано дискутираме за таквите има некои мерки кои што придонесуваат да фармерите не го сметаат атрактивно се уште задругарството, но мислам дека тоа во иднина неминовно ќе се надмине, затоа што верувајте ми дека на секоја земја им е потребно некои носители на економијата. Ќе земам пример како што е, да кажеме, една Икеа за Шведска, кој што е еден голем носител на булдозер што бутка. Кој што ја бутка, кој што го бутка развојот на државата, така да сметаме дека во иднина тоа ќе бидат за другите. Затоа особено кај нас до израски дојде зашто сме со ситни расцепкани поседи ситни мали земјоделци. Окрупнувањето е само преку за другите можно. Точно. И овој начинот на кој што тие се формираат, дури и во самите статути, сите задруги имаат статутарна обврска, а 5% од нивниот приход
да го дадат за развој на општествени активности. А тоа значи дека секаде онаму каде што ќе има задруга која што ќе се развива, и што ќе биде силна. Да, значи 5% од профитите постојано ќе се вложуваат во развој на општествени активности, бидејќи тоа е статутарна обврска на самата задруга, а и самата една од целите на постојањето на кога би имало едно село, една задруга, самото село ќе осети, ќе се инвестира нешто во селото, пак е тоа за истите нив и за нивните семејства. Не само што ќе се инвестира во општествениот развој, туку ќе се запослуваат, ќе се отворат нови можности за запослување на млади луѓе, и младите луѓе тука можат да го пронајдат својот интерес, бидејќи за другите планираме да вложуваат во дигитални технологии, да во нови технологии, за да можат денеска за да настапите на пазарот, значи вие морате многу да инвестирате. За да инвестирате, никогаш не можете толку многу да инвестирате сами колку што ќе можете заеднички. И на тој начин можете да вклучите млада сила која што ќе помогне во тој брз технолошки иновативен развој. Сосема за крај, плановите тековно работите на идни планови, еве сега по моментот додека разговараме, вие се подготвувате за патување во Охрид, таму што ќе се гради некоја стратегија, подолгорочна малце? Да, утре и во среда и во вторник и во среда ќе бидат, тоа се многу важни денови за нас, бидејќи ние ќе работиме нашата стратегија за следните 5 години. Многу сме, мислам, планираме во овие 5 години да некако да побрзаме во нашиот развој, дефинитивно една од активностите ќе биде промоцијата на задругарството. Планираме во иднина многу да работиме во тој дел, новите технологии секако, разни видови на едукација кои што се поврзани со намалена употреба на пестициди во земјоделството, климатските промени, значи све она што кои се добрите страни од развојот на задругарството. Сето тоа планираме за многу краток период да настапиме, да го представиме и да вклучиме што повеќе, да го зголемиме членството, да го привлечеме вниманието и што повеќе фармери да влезат во задругарството и на тој начин да остварат поголем профит, а да заштедат во самото свое вложување.